Денеска православната црква ги празнува преподобната маченица Евгенија и други со неа и преподобниот Никола војвода. Преподобната маченица Евгенија и други со неа, ќерка на Филип, епарх на целиот Египет. Родена е во Рим. Во тоа време христијаните биле изгонети од Александрија и живееле надвор од градот. Девицата Евгенија ги посетувала христијаните и од се срце ја примила нивната вера. Побегнала од своите родители со низините двајца верни евнуси. Се крстила од епископот Ели и преоблечена во машки алишта, стапила во машки манастир каде што примила монашки чин. Толку го очистила своето срце со доброволен подвиг што примила од Бога благодат да исцелува болни. Така исцелила некоја богата жена Мелантија, но после тоа оваа жена сакала да ја навлече Евгенија на телесен грев, не сомневајки се дека Евгенија е женско. Кога била решително одбиена од страна на Евгенија, таа лоша жена за одмазда отишла кај епархот и ја наклеветила Евгенија, исто онака како што некога жената на Пентефри целомудрениот Јосиф. Епархот наредил та сите монаси ги извеле на суд и заедно со Евгенија во затворот ги затвориле. Но кога Евгенија била изведена на суд, му се покажала на својот татко како негова ќерка. Израдуваниот Филип тогаш се крстил со целиот свој дом и Филип бил избран за епископ Александриски. Кога за тоа слушнал, римскиот цар го испратил лошиот војвода Теренци, кој откако дошол во Александрија, тајно го убил Филипа. Тогаш светата Евгенија се преселила во Рим со својата мајка и со своите браќа. Во Рим бестрашно и ревносно ги приведувала незнабожците во верата вистинска, а посебно девојките. Така во верата превела некоја прекрасна девојка Василија. Наскоро Василија била исечена за Христа како што и предскажала Евгенија. Тогаш биле исечени двајцата евнуси Прот и Јакинт. Најпосле дошол маченичкиот крај на светата Евгенија. Од нејзината близина паднал храмот Дијанин и се разурнал. Мачителите прво ја фрлиле во вода, потоа во оган, но Бог ја спасил. Самиот Господ Исус и се јавил во затворот и рекол дека таа ќе пострада на денот на неговото рождество. Така и се случило. Со меч ја исекле на 25 декември 262 година во Рим. По смртта Евгенија и се јавила на својата мајка во голема слава и ја утешила. Преподобниот Никола војвода. Некои мислат дека овој голем светител бил по потекло балкански словен. Во времето на царот Никифор, Никола бил војвода и заповедал над еден дел од војската која тргнала во војна против бугарите. По патот Никола застанал во некоја мејана, каде што имал едно големо искушение и еден чуден сон. Тој сон целосно му се остварил во борбата во која грците биле страшно победени од бугарите во 811 година. Никола се спасил, но од благодарност кон Божјата промисла, тој го напуштил својот војнички чин и се замонашил. Долго се подвизувал и со подвигот толку се усовршил што постанал голем, прозорливец и угодник Божји. Мирно завршил во 9 век и се преселил во блаженото царство на Христа Господа.